Добар ден на сите. Согласно член 42 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/05, број 17/08, број 8/19, 14/20, 19/20 и 5/21 свикувам седница на Комисијата за мандатни прашања, избор и именување на Советот на општина Битола на 28.1.2026 година, среда во 10 часот, со предлог следниот дневен ред. Одлука за формирање на комисија за селекција на кандидати кои пројавиле интерес за членови во управните и надзорните одбори за материјално-финансиско работење во јавните предпријатија основани од општина Битола. Точка број 2. Решение за именување на членови во Советот за заштита на потрошувачи на општина Битола. Точка број 3. Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор во Средното општинско економско училиште Јане Сандански Битола. Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор во Средното општинско училиште Јосип Броз Тито Битола. Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор во Средното општинско училиште Таки Даскало Битола. Шеста точка. Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор на СОЗУ Кузман Шапкарев Битола. Седма точка. Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор во Општинското средно медицинско училиште Јован Калаузи Битола. Осма точка. Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор во Основното општинско училиште Даме Груев Битола. И девета точка. Решение за решение за именување на член во училишниот одбор во Основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков Бистрица. Кој е за вака предложениот дневен ред, ве молам да крени рака. Во ред со 5 гласа за усвоен е дневниот ред. И електронски ве молам тие што немаат гласано. Во ред. Одиме на првата точка. Одлука за формирање на комисија за селекција на кандидати кои пројавиле интерес за членови во управните и надзорните одбори за материјално-финансиско работење во јавните предпријатија основани од општина Битола. Знаете дека имаше јавен повик кој што се уште трае за избор на членови во управните и надзорните одбори на јавните предпријатија основани од општина Битола. Согласно тоа, на оваа комисија ќе ги доставиме предлозите кои што ќе се дадени од градоначалникот, а ќе бидат за селекција на кандидатите. Предлог за членови на комисија за селекција по јавен повик за избор на член на управен одбор и член на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавно предпријатие за стопанисување со индустријска зона Жабени Битола. Предлози се Стефани Најдовска Димовска, председател, Благица Василевска, заменик председател, од редот на вработените во општина Битола, Кире Ѓоргиевски, член, и Лорета Цуцуловска, заменик член од Оделението за управување со човечки ресурси. И третиот член е Јасмина Ангелова, член од јавното предпријатие за стопанисување со индустријска зона Жабени Битола. Ве молам, кој за овие членови да бидат на комисијата да гласа за. Три гласа за. Кој е против? Еден против. Воздржан? Еден воздржан. Не се евидентираат. Во ред. Предлог за членови
Отворете се. Предлог за членови на комисија за селекција на по јавен повик за избор на член на управен одбор и член на надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење на ЈКП Водовод Битола. Член Стефани Неденовска Димовска председател, Благица Василевска заменик председател од редот на вработените во општина Битола. Второ, член Кире Ѓоргиевски и Лорета Цуцулевска заменик член од одделението за управување со човечки ресурси. И трет член Катица Поповска Андоновска член и Александар Велјановски заменик член од ЈКП Водовод Битола. Кој е за, ве молам да гласа. Кој е против? Во ред, воздржан? 1. Со 3 гласа за, 1 против, 1 воздржан се во системот. Не. Погрешка е против. Значи, грешка е колегата Килепуровски. Ми даде сигнал. Во ред. Значи, 3 гласа за, 1 против, 1 воздржан. Предлог за членови на комисија за селекција по јавен повик за избор на член на управен одбор и член на надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење на ЈП Пазари. Предлози се следните членови: Стефани Неденовска Димовска председател, Благица Василевска заменик председател од редот на вработените во општина Битола. Втор член Кире Гроздановски и Лорета Цуцуловска заменик член од одделението за управување со човечки ресурси. И трет член Сашо Мурдевски и Елена Димовска заменик член од ЈП Пазари Битола. Ве молам кој е за да гласа. 3 гласа за. Кој е против? 1 против. Воздржан? 1 воздржан. Предлогот е усвоен со 3 гласа за, 1 против и 1 воздржан. Предлог за членови на комисија за селекција по јавен повик за избор на член на управен одбор и член на надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење на ЈП Комуналец Битола. Предлог Стефани Неденовска Димовска председател, Благица Василевска заменик председател од редот на вработените во општина Битола. Втор член Кире Ѓоргиевски и Лорета Цуцуловска заменик член од одделението за управување со човечки ресурси. И трет член Александар Настевски и Игор Мурговски заменик член од ЈП Комуналец Битола. Ве молам кој е за да гласа. 3 гласа за. Кој е против? 1 глас. Воздржан? 1 воздржан. Предлогот е усвоен со 3 гласа за, 1 против и 1 воздржан. Предлог за членови на комисија за селекција по јавен повик за избор на член на управен одбор и надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола. Предлог се следните членови: Стефанија Најденовска Димовска председател, Благица Василевска заменик председател од редот на вработените во општина Битола, Кире Ѓоргиевски член и Лорета Цуцуловска заменик член од одделението за управување со човечки ресурси, и трет член Нина Котевска
и Благој Станковски, заменик член од ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола. Ве молам кој е за да гласа. 3 гласа за. Кој е против? 1 глас против. И кој е воздржан? 1 глас воздржан. Процедурално, ако може председателе. Повелете. Значи овде гласаме 5 пати 6 за првата точка. Да. Ако сакавте да се гласат поединечно, требаше да бидат сите во собствени точки наведени. Вака на една точка 5 пати да се гласа, да се не знам аз. Или требаше да ги прочитате сите кои се номинирани за во сите јавни предпријатија и да се гласат одеднаш. Вака 5 пати на една точка да се гласа, се тотална конфузија. За да биде точно прецизирано, бидејќи секоја комисија е посебна за секој јавно предпријатие. Тогаш требаше да се имате менува повеќе. третиот член. Тогаш требаше да имате повеќе точки на дневен ред. Вака не е дозволено по деловник и статут да се гласа. Одиме на шестиот предлог. За членови на комисија за селекција по јавен повик за избор на член на управен одбор и член на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на јавно предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Предлози: Стефани Најденовска Димовска, председател, Благица Василевска, заменик председател од редот на вработените во општина Битола, втор член Кире Ѓоргиевски и Лорета Цуцулевска, заменик член од Оделението за управување со човечки ресурси, и трет член Борче Галевски и Томе Куновски, заменик член од јавно предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Ве молам кој е за да гласа. 3 гласа за. Кој е против? 1 глас против. И воздржан? Воздржан? Добро. Одиме на последниот предлог. Тоа е предлог за членови на комисија за селекција по јавен повик за избор на член на управен одбор и член на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола. Предлози се: Стефани Најденовска Димовска, председател, Благица Василевска, заменик председател од редот на вработените во општина Битола, втор член Кире Ѓоргиевски и Лорета Цуцулевска, заменик член од Оделението за управување со човечки ресурси, и трет член Елисавета Петковска и Петар Брајановски, заменик член од комунално јавно предпријатие Нискоградба. Ве молам кој е за овие предлози да гласа. За. 3 гласа за. Против. 1 глас против и воздржан 1. Предлогот е усвоен со 3 гласа за, 1 воздржан и 1 против. Одиме на втората точка на дневниот ред. Решение за именување на членови во Советот за заштита на потрошувачи на општина Битола. Се предлагаат следните членови: Софија Мечкаровска, Државен пазарен инспекторат, Александар Велјановски, јавно комунално предпријатие Водовод, Снежана Димитровска, Организација на потрошувачи, Мурговски Игор, јавно предпријатие Комуналец, Никола Димковски, Стопанска комора, Даниела Чешелковска, јавно предпријатие Пазари, Жанета Шишкин, комунално јавно предпријатие Нискоградба, и од советниците јас сум Љубен Иклески. Ве молам кој е за решението за именување на овие членови на Советот за заштита на потрошувачи на општина Битола. 3 гласа за. Кој е против? Воздржан?
Ти си воздржан? Против. И 2 гласа против. Предлогот е усвоен со 3 Процедурално гласа сакам да за прашам и 2 гласа против. Повели? Дали имаме представник од општина на комисијата? Не. Гласаме Само- за лица, за предлози на градоначалникот, а не знаеме ни кои се луѓето, не знаеме ништо. Значи сите се овие ви кажав од која институција доаѓаат, од Државен пазарен инспекторат, од јавно комунално предпријатие, од организација на потрошувачи, комуналец, стопанска комора, пазари, нискоградба и представник од советот. Добро, како имена ништо не ни значат, требаше да има образложение кои се луѓето, дали се соодветни и така натаму. Сите се со соодветно образование, потребно. Во ред, фала. Ви благодарам. Одиме на третата точка, решение за разрешување на членови на училишниот одбор во Средното општинско економско училиште Јане Сандански. Се разрешуваат Снежана Петковска, Даниела Талевска и Никола Јовковски. Ве молам кој е за разрешување на овие членови да гласа за. 3 гласа за. Кој е против? Воздржан? Против или воздржан? Со 3 гласа за и 2 воздржани се разрешуваат членовите на училишниот одбор во Средното општинско Се економско извинувам, училиште председател, Јане имам едно Сандански. прашање. Повели? Со оглед дека читаме. Зошто ги разрешуват? Поради истечен мандат. Добро. Под истата точка, истовремено се именуваат членови на училишниот одбор во Средното општинско економско училиште Јане Сандански Битола. Дали некој има предлог за именување на овие членови? Процедурално, Повели. ако им е истечен мандатот, која е логиката да бидат разрешени? Не му престанува мандатот? Во моментот сега тоа е. Се Ама како разрешувате некој кој што му е истечен мандатот? Не ве разбирам. На престанок, да. Се Па, разрешува. Вие да. друго Се кажавте, констатира, затоа прашувам. Во ред. За именување на Средното општинско економско училиште, за именување на членови во училишниот одбор во Средното општинско економско училиште, дали има некој предлог да достави за нови членови? Јас имам предлог. Снежана Петковска, истата, значи што беше, Даниела Талевска и Елизабета Јанчик, професор по македонски јазик и литература е таа. А претходните 2 членови се со завршен педагошки факултет. Ве молам кој е за да крени рака. Три гласа за. Кој е против? 2 гласа против. Четврта точка. Решение за разрешување и именување на членови во училишниот одбор во Средното општинско училиште Јосип Броз Тито Битола. Се разрешуваат Борче Димитровски, педагошки факултет и Наташа Милевска, факултет за јавна администрација. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 гласа за. Кој е против? Воздржан? 2 гласа воздржани. Дали сега под истата точка имаме именување на членови во училишниот одбор во Јосип Броз Тито Битола? Дали некој од вас има предлог за членови на училишниот одбор во Јосип Броз Тито Битола? Јас имам предлози. Марија Нумовска Ташкова, дипломиран правник, и Наташа Стојковска, дипломиран економист. Кој е за, ве молам да гласа за именување на овие членови на училишниот одбор во Јосип Броз Тито Битола.
3 гласа за. Кој е против? 1 глас, 2 гласа против. Именувани се наведените членови со 3 гласа за и 2 гласа против. Петта точка, решение за разрешување и именување на членови во училишниот одбор во Средното општинско училиште Таки Даскало Битола. Се разрешуваат Јасмина Бошевска, Горица Поповска Налевска и Магдалена Трајчевска. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 гласа за. Кој е против? 1 против. Воздржан? 1 воздржан. Разрешени се наведените членови со 3 гласа за, 1 глас против и 1 воздржан. Под оваа точка се именуваат членови во училишниот одбор во Средното општинско училиште Таки Даскало. Дали има некој предлог за членови во училишниот одбор во Таки Даскалот? Доколку нема, јас имам предлог. Јасмина Бошевска, Педагошки факултет, Горица Поповска Налевска, доктор на педагошки науки и Магдалена Трајчевска, дипломиран учител. Ве молам кој е за овие предлози да крени рака. 3 гласа за, кој е против? 2 гласа против. Именувани се наведените членови со 3 гласа за и 2 гласа против. Шеста точка, решение за разрешување на членови во Средното општинско училиште Кузман Шапкарев. Се разрешуваат членовите Пеце Галевски и Татјана Талевска и Наташа Алабаковска Алчевска. Ве молам кој е за разрешување на овие членови да гласа. Кој е против? Воздржан? Двајца воздржан. Се извинувам на кратко, имам нешто консултација. Не, одма. Продолжуваме по истата точка, именување на членови во Средното општинско училиште Кузман Шапкарев. Дали има некој предлог од советниците за во училишен одбор во ова средно училиште? Доколку никој нема, јас имам предлози. Тоа се Пеце Галевски, Технички факултет, Татјана Талевска, факултет за биотехнологија и Игор Нечовски, дипломиран инженер за квалитет и безбедност на храна. Кој е за, ве молам да гласа. Три гласа за. Кој е против? 2 гласа против. Значи, именувани се наведените членови со 3 гласа за и 2 гласа против. Седма точка. Решение за разрешување на Председателе, членови... се извинувам. Павел. Ве молам, не го користете терминот именувани се, за тоа што треба да гласа со овој. Да, избрани, воред. Ве разбрав, ви благодарам. Предложени се решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор во Средното медицинско училиште Јован Калаузи. Се разрешуваат Валентина Милошевска, Офелија Бејковска и Јацо Ристевски.
Кој е за овој предлог, ве молам да гласа. Три гласа за. Кој е против? Кој е воздржан? Кој е воздржан? Миле, како гласаш? Против, воздржан? Добро. 3 гласа за, 1 против и 1 воздржан. Под истата точка е именување на членови на Општинското средно медицинско училиште Јован Калаузи. Дали има некој предлог за членови во овој училишен одбор? Доколку нема, јас имам предлози. Тоа се Валентина Милошевска, Висока медицинска школа, Офелија Бејковска, Висока медицинска школа и Јацо Ристевски, правен факултет. Кој е за овие три членови, молам да гласа за. Кој е против? 2 гласа против. Предложени се, значи, со 3 гласа за и 2 гласа против. Одиме на 8-та точка од дневниот ред. Решение за разрешување на членови во училишен одбор во Општинското основно училиште Даме Груев, Битола. Се разрешува Гоце Јовановски. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 гласа за. Кој е против? Кој е воздржан? 2 гласа воздржани. Под истата точка се предлага за именување член на училишниот одбор во Основното општинско училиште Даме Груев, Битола. Дали има некој предлог за член на овој училишен одбор? Доколку никој нема предлог, јас имам предлог, тоа е Гоце Јовановски. Ве молам, кој е за да гласа. 3 гласа за, кој е против? Во ред. 2 гласа против. И одиме на последната точка од дневниот ред. Решение за именување на член на училишен одбор во Општинското основно училиште Крсте Петков Мисирков во село Бистрица, Битола. Дали имате некој предлог за овој училишен одбор за член? Доколку немате, јас имам предлог. Маријан Филковски со средна стручна спрема, вработен во Нискоград. Ве молам, кој е за овој предлог да гласа. 3 гласа за, против, 2 гласа против. Предлогот е изгласан со 3 гласа за и 2 гласа против. Бидејќи дневниот ред на предложен за оваа комисија е исцрпен, ви благодарам за присуството и се гледаме.